Доктор Александар Стојковски на функцијата градоначалник на општина Ѓорче Петров доаѓа од ЈЗУ Универзитетски институт и радиологија, каде што работел како специјалист радиолог и асистент, докторант на медицинскиот факултет по предметот радиологија. Дипломирал на медицинскиот факултет во Скопје во декември 2007 година. Во периодот од април 2009 до мај 2014 година, доктор Александар Стојковски ја извршува функцијата председател на Совет во општина Ѓорче Петров, а од мај 2014 до декември 2016 година ја извршува функцијата пратеник во Собрање на Република Македонија. Доктор Александар Стојковски е посветен татко на 2 деца, своето слободно време најчесто го минува во природа со своето семејство, води активен и здрав живот и ужива во планинарење и пешачење. Ја добивте довербата на партијата. Зошто сметате дека ја заслужувате и од граѓаните? Јас сум кандидат на ВМРО-ДПМН на предстојните локални избори, исто како што бев и минатиот пат во текот на овој мандат. Довербата од граѓаните ја заслужувам пред се затоа што сум целосно посветен на работата во изминатите 4 години. Работиме во континуитет, не како што претходно се работеше кампањски или пак само пред одредени избори, туку работиме континуирано и инвестираме во сите сфери на живењето во Ѓорче Петров. Финансиски ја подигнавме општината на едно исклучително ниво. Основниот буџет ни е сега скоро за 3 пати поголем од тоа што беше кога дојдов, и најголема гордост ми е практично што во овој период од 4 години успеавме да ги надминеме сите проблеми кои што ги имаше општината, да отвориме нова општинска зграда, репрезентативен објект на кој што може да ни позавидат сите, да извадиме општината од долгови. Заклучно еве со денешниот ден должиме 0 денари во тековната година. Паралелно на тоа работиме на терен, работиме на инфраструктура од улици, до сега некои 150 направивме, секој ден бројот се зголемува, зашто секојдневно работиме во постапка се или со договори или во постапка за одбир на најповолни изведувачи за уште 90 улици, плюс имаме доградба на 3 училишта, ветуваме 5 нови детски градинки, од кои едната е во градба, за другата пред склучување на договор сме, така да работиме со силна динамика, инвестиравме силно во спортот, изградивме нови 9 мултифункционални терени со вештачка трева, со тартан подлога. Утрово бев на увид на едно такво игралиште каде што правиме целосна реконструкција и за децата и за спортистите, така да имам многу работи на кои што можам да се повикам како градоначалник и да побарам довербата од граѓаните. Каква ќе биде вашата кампања? Мојата кампања ќе биде како и мојата работа до сега. Впрочем, јас од првиот момент кога се кандидирав минатиот пат пред веќе 4 години, водев позитивна исклучително кампања и во делот на предизборието и продолжив со позитивните активности во тек на целиот мој мандат, така да поинаку и не знам. Денеска го подпишав кодексот за фер и демократски избори и ќе настојувам само да се ги презентирам работите и кои што сум ги сработил, да се надоврзам на она што следи како проект, кој што ни се со основа, со потенцијал да ги работиме како проекти и да излезам на виделина пред граѓаните, па тие на крајот од денот нека одлучат, а јас се обврзувам и во јавноста на позитивна и фер кампања. Која е првата работа што ќе ја направите откако повторно ќе станете градоначалник на општина Ѓорче Петров? Па јас ќе продолжам, имаме толку многу проекти, толку многу работа во периодов. Ќе видам кој ќе биде тогаш актуелен проект. Работиме на 25 проекти, работиме на 90 нови улици. Еве до тогаш ќе оставиме темелот и на новата детска градинка во Дексион, на проширувањето на подрачното основно училиште во Хром. Ќе продолжам се работата која што ја работам и досега со истиот интензитет, со истиот ентузијазам во функционирањето и сега ќе бидеме во можност на многу повеќе луѓе да им излеземе во престрел, затоа што јас велам Ѓорче го извадивме од кал и време за убавите работи. Што можевте, а можеби и не успеавте да направите за време на овој мандат? Секако дека можело да се направат, секогаш можело и може да се направат
повеќе работи. Можеби во еден дел имавме проблеми со изvedба на терен, одредени инфраструктурни објекти, па се одолговлечи нивната реализација, но тоа се проблеми кои што се тековни, кои што ги фаќаме лично како еден голем предизвик. Собравме доволно искуство и јас и тимот овдека во општината, кој што постојано се надградува со нови и квалитетни луѓе, така да верувам дека во наредниот период и тоа можеби што ни излагала како проблем, како предизвик во тек на реализација на дадените проекти ќе биде надминат и дека ќе имаме ќе биде многу поуспешни, многу побрзи и ќе биде многу поефикасни на терен. Кои конкретни мерки ќе ги предложите за младите во општината со цел на нивно задржување и останување овде? Па ние имаме директно или индиректно поврзани повеќе проекти кои што јас ги предлагам во мојата изборна програма за наредниот мандат. Како прво, 5 нови детски градинки, кажа веќе, едната се прави во Стопански двор, пред склучување на договор сме за градинката во Дексион и таа очекувам до периодот на избори да биде поставен камен темелник. Предвидуваме на детска градинка за децата од Александрија, во блокот СЗ-16, деталниот урбанистички план, нова детска градинка со огромен капацитет во дворот на основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски и нова детска градинка во близина на булеварот Македонска војска, кој што исто така би бил во функција на жителите на Хром. Дополнително на тоа, ние започнавме еден процес на воведување на едносменска настава во основните училишта и ние во моментов 60% од учениците ни следат настава едносменски. Планирани се доградби на 3 училишта, за сите 3 се обезбедени пари, односно планираме вкупно на 5, за 3 имаме обезбедено пари, тоа се 8 училни во Подрачното Беровски во Хром, 8 училници во Страшо Пинџур, 8 училници во Јоаким Крчовски за да создадеме услови за едносменска настава. Тие се пари обезбедени преку повикот на владата на Република Македонија, додека пак за основните училишта Мирчацев и за централното Димитар Поп Георгиев Беровски со сопствени средства, што наредна година ќе започне процес на доградба, во едното 4, во другото најмалку 2 училници, што ќе биде сосема доволно да го задоволиме капацитетот за едносменско работење. Тоа е во делот на градинки на училиште. Предвидуваме изградба и веќе работиме на деталниот урбанистички план за нова насаба за млади во Стопански двор, насаба во која што младите брачни парови ќе бидат ослободени од комунали во висина негде до 100 метри квадратни изграден стамбен простор, што сметаме дека е доволно како субвенција или ајде како поддршка за оваа категорија на млади. Предвидуваме и поддршка во многу други сегменти кои што директно и индиректно ги зафаќаат младите семејства. Поддршка за секој прваче од 3000 денари плюс ранчињата и плюс ужинките кои што ги имавме и досега, 5000 денари за секој полуматурант за успешен старт во средното образование. За децата предвидуваме современување на сите кабинети по информатика, набавка на 200 нови компјутери и компјутерски системи, формирање на услови во училиштата да нашите дечиња бидат компетитивни утре на пазарот на труд кога излезат од нашето образование. Сите се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината, кои се пак под ингеренција на општината. Дали имате предвидено конкретни мерки, идеи, граѓаните да добијат почиста и поздрава животна средина? Јас се согласувам со вас во тој дел, бидејќи јас како жител на општината ги осеќам тие проблеми, но проблемот сепак ни се прелева од неработењето на комунална хигиена Скопје. Зошто го велам ова? Затоа што не може сметот да не остане несобран по 2-3 па некои места за жалби по подолг период и понатаму тој отпад ни се прелева и по улиците, куќињата, бројноста на многу куќиња, скитници кои што ги имам, исто така надлежно спотебно градско пријатие Лајка. И јас сметам дека и кандидатот наш Орце кажа дека во рок од 72 часа заедно ќе го изчистиме отпадот. Јас ќе искористам прилика за информација. Ние имаме ангажирана фирма која што дополнително ни помага во собирањето на сметот околу контејнерите. Сведоци сме на страшни слики. Околу тоа ние имаме околу 240 тона смет депонирано на депонијата Дрисла или во кубатура, бидејќи тоа е негде компримиран отпад, најмалку 5 пати поголем број во кубикажа над 1000 метри кубни
Отпад сме депонирале во периодот од мај до сега на депонијата Дрисла, обврска што би требало да се заврши комунална хигиена Скопје. Верувам дека со силна градска управа и со наша поддршка на терен, дека проблемот е многу едноставно решлив, доколку се има волја и доколку се има желба од надлежните кои што се конкретно афектирани во дадена ситуација.